Нашата земја, особено источниот регион, има голем потенцијал за искористување на обновливите енергетски извори. Замената на фосилните горива со обновливи извори на граѓаните им овозможува голема заштеда на финансиски средства. Инаку Република Македонија има прилично богати ресурси за обновливи енергетски извори, пред се е тука сончевата енергија, но исто така и енергијата од биомаса, геотермалната енергија и секако енергијата од ветар, која што може да се користи значително на целата територија на Република Македонија. Сметам дека Источна Македонија има доста потенцијал, особено во делот на сончевата енергија, ветерната енергија и енергијата на биомаса и на геотермална енергија. Поставувањето на технологија која користи енергија од обновливи извори е една од поскапите еднократни инвестиции, кои за неколку години ќе ги исплатат средствата кои се вложени. Во последните 5 години со поволностите кои ги дава државата, дури за 14 пати е зголемен бројот на инсталирани капацитети со обновлива енергија. Но како што се придвижува времето, односно како што се менуваат цените на енергенците на светско ниво, се повеќе и повеќе енергијата од обновливите ресурси станува атрактивна, односно блиска или приступачна за користење. И сметам дека со поддршка од институциите, од државата, од регулаторната агенција која што дава повластени цени, сметам дека се повеќе и повеќе се навлегува во таа област. Например, ево за последните 5 години инсталираните капацитети во Република Македонија на обновливи извори се зголемени дури за 14 пати, што значи дека свеста кај македонскиот човек расте постепено. Иницијатива за подигање на свеста на граѓаните за искористување на енергијата од обновливи извори започна од студентите. Овој настан представува иницијатива на студентите од Електротехничкиот факултет и еве за прв пат како Совет на млади организираме настан заедно со Универзитетот Гоце Делчев Штип. Значи Гоце Делчев ни даде целосна поддршка во оваа иницијатива за да направиме една неформална едукативна средина помеѓу професорите на универзитетот како и студентите. Сепак на овој настан присуствуваат и студенти не само од Електротехничкиот факултет, туку и средношколци од другите факултети. И целта на ваквите иницијативи е токму да го подигнеме тоа чувство кај младите дека постојат и многу поинтересни работи и позабавни едукативни работи кои што може да ги посетуваат. И се надевам дека во иднина токму ваквите настави ќе биде пракса во самиот Совет на млади и при самиот универзитет. Просечното сончево загревање во Македонија изнесува 3,8 киловат-часови на метар квадратен, што е за 30% повисоко од просечната вредност во многу европски земји. Одмерењата кои се направени во земјава покажале дека во текот на целата година климата дозволува да се произведува енергија од сонцето.